Добар ден, почитувани, и добре дојдовте во уште една нова Телма амбуланта. Во изминативе 2 години научивме многу за витамините и нивното дејство врз имунолошкиот систем. Но што знаеме за бета-глуканите како активатори на имунитетот? Дали се наоѓаат во различни извори, има ли различни форми на бета-глукани, дали се сите подеднакво ефикасни? Што е со пробиотиците? Треба ли да ги земаме како зајакнувачи на имунитетот, дури и кога сме здрави, односно кога немаме гастроинтестинални проблеми? За сето ова повеќе од разговорот со денешниот гостин Минов Михаил, магистар фармацевт во Еврофарм. Добре ни дојде повторно во студиото на Телма. Добре најдов, Марија. Поздрав до вас, поздрав до гледачите на Телма амбуланта. Мене ми е секогаш еден од најубавите моменти кога доаѓам во оваа амбуланта, сметајќи дека е најдостапна за најширок број од граѓаните на Македонија. Секогаш убави нашите дружења, постојано имаме интересни теми. Денеска ќе започнеме повторно со нешто актуелно, имуномодулатори, имуностимулатори, меѓу кои што спаѓаат бета-глуканите. Што се всушност тие? Бета-глуканите, според дефиниција, представуваат секундарни растителни производи, односно молекули. Ако примарните се витамините, минералите, секундарните се ред соединенија кои што самите растенија ги синтетизираат за да им помогнат на нив да добро напредуваат, да се одбранат од штетниците. Меѓутоа, тие секундарни растителни соединенија имаат многу благопријатни ефекти на здравието на човековиот организам. Бројни истражувања се правени, таа природна хемија, односно народната медицина, од секогаш била голем предизвик за човекот, од античко време до ден денешен. Знаеме и за нането, знаеме за глуварчето, знаеме за ред растенија кои што, условно кажано, сегдека растат. Меѓутоа, подетални истражувања започнуваат да се прават негдека 50-тите, 60-тите години од аспект на бета-глуканите, за да веќе негдека при крајот на 60-тите години точно се утврди како делуваат. Значи, ова е нешто кое што е одамна познато, одамна се применува во медицината, односно се применува во превенцијата на голем број на заболувања, а тоа се бета-глуканите. Хемиски представуваат своевидни молекули на шеќер, комплексни молекули на шеќер, кои што се многу поразлични од оној обичен шеќер кој што го употребуваме секојдневно, односно воопшто не влијаат на гликемијата во организмот, туку делуваат на активирање на имунокомпетентните клетки. Што се имунокомпетентни клетки? Верувам дека голем број од гледачите научија. Овие 2 години од сите страни, сите бевме бомбардирани со најразноразни информации од имунолошки аспект, од аспект на одбрана на организмот, како подобро да се заштитиме од SARS-CoV-2, односно од било каков тип на вируси. Бета-глуканите всушност ги активираат клетките кои што учествуваат во одбрана на организмот, кои што се всушност Т-хелперни лимфоцити и уште една друга група на клетки кои што се викаат клетки природни убијци. Natural killer cells, доаѓа на англиски, односно НК клетки, кои што се итекако битни во одбрана од вирусите. Не се толку активни при одбрана од бактериите, колку што се побитни во одбрана од вирусите. И втората група на имунокомпетентни клетки, кои што се активираат од страна на бета-глуканите, тоа се имуноглобулините. Сите правиме антитела, определуваме антитела, кон ковид, антителата се всушност имуноглобулини. Така да имуниот систем на човековиот организам е многу комплексен, многу различни клетки се вклучени, а бета-глуканите како молекули се јавуваат како најцелосни или најкомплетни активатори на најголем број од овие имунокомпетентни клетки. Значи бета-глуканите не лекуваат, туку му помагаат на организмот да се излекува. Кога ќе стапи во контакт со вирус, бактерија или габичка, односно микроорганизам,
да даде брза и целосна реакција, нели, одбрамбена кон тој инфект. Всушност, бета-глуканите најпрактично, најпластично може да се објаснат како еден тип на превентивна вакцина. Воколку човековиот организам е здрав и не е во контакт со инфективен микроорганизам, буквално нема ништо да се случи. Така. Меѓутоа, првиот контакт кога ќе дојде, без оглед дали е вирус на грип, на настинка, или бактерија некоја, бета-глуканите се тие кои што веднаш го продуцира тој имун одговор, меѓутоа е тој исклучително силен. Така да самиот одбрамбен механизам на човековиот организам ќе биде за многу кратко време и ќе биде во интензитет далеку по-добар споредено со немотивиран имун одговор. Кои се изворите на бета-глуканите? Дали се тоа некои продукти кои што ги среќаваме околу нас? Бета-глуканите како молекули, нели, од растително потекло, ги има во голем број од житариците се тука. Така, најдо во овесот и јачменот дека ги има. Во ред прехранбени артикли, пред се зеленчуци, меѓутоа количински се во минимални концентрации присутни. Односно, за да постигнеме такво активирање на имуниот систем, потребно е условно да се изаде од прилика 1,5 кг до 2 овес или јачмен, кои што не смеат да бидат термички обработени, а сурови внесени во организмот па ќе направат некој друг проблем. Нели? И сега тука доаѓа улогата на фармацијата. На суплемент имаат ефект? Да, апсолутно. Значи, тука доаѓа улогата на фармацевската индустрија, изолирањето на бета-глуканите од природни извори, соодветно нивно стабилизирање и пакување во дозажна форма, односно дали ќе биде сируп или капсула или прашок, кој што внесен во организмот за многу кратко време ќе пројави максимален ефект. Така, има најразлични извори, печурки, потоа најдов квасци, одредени бактериски видови, житарки веќе споменавте. Сега сите тие содржат различни форми на бета-глукани. Има ли одредени бета-глукани кои што се подобри во споредба со други? Дали важи правилото од колку е посложена молекулата, толку е всушност попотентен бета-глуканот? Во принцип не. Односно 1,3,1,6 бета-глуканите кои што имаат структурно таква структура, хемиски, се најсоодветни за активирање на имуниот систем. Постојат молекули кои што се во групата на бета-глукани, кои што едноставно немаат ефект на човековиот организам. Исто како и со ред витамини, нели, односно соли на минералите кои што внесени во организмот нема да имаат ефект. Например, магнезиум карбонат едноставно не може да се ресорбира. За разлика од магнезиум цитрат, каде што максималното количество на магнезиумот ќе биде ресорбиран. Така и со бета-глуканите. Не се сите подеднакво ефикасни, односно не се сите генерално ефикасни. Каде се имаат влијание? Ве споменавте кај разните инфекции, пред се респираторните, бактериски, вирусни, габични. Марија, знаете како инфективните микроорганизми, бактериите, вирусите и габичките го напаѓаат целиот организам. Не само респираторниот. Не само респираторниот систем, значи тука се и урогениталниот тракт, тука се вагиналните, односно венеролошките вирусни заболувања кои што голем број од жените се мачат со нив со години. И каде што воколку правилно не се третираат венеролошките заболувања, односно ХПВ инфекцијата, која што е вирусна по својата природа, многу често знае пинг-понг со партнерот да се повторува, нели, воколку жената е таа која што се третира, партнерот не е, онда буквално се префрлува, се пренесува инфекцијата од едниот на другиот. Тука се инфекциите, повторно дерматолошки аспекти на ноктите, кои што се многу упорни, бараат многу долготрајна терапија. А оптеретувањето на организмот со антифунгалните лекови, хемиски, синтетски добиени, па подразбира голем број на несакани ефекти. Во тој случај бета-глуканите ќе бидат најсоодветен избор за супортивна терапија. Тука се инфекциите кои што се јавуваат и на системот за варење. Гастроинтестиналниот тракт е често запатен од инфекции. Тука е хеликобактер пилори, бактеријата од која што
преку 60% од луѓето ја имаме. И голем дел од нас и не ни знаат дека ја имаме. Едноставно чувствуваме симптоми на мачнина, на гадења. Така, тегоби. Ама не ни јасно. Сметаме дека нешто смизеле, да, некоја храна ни пречи. Значи, повторно, бета-глуканите може да помогнат и во тој случај. А што е со, да речеме, покачен холестерол? Може ли тука да даде ефект? Апсолутно. Апсолутно. Бета-глуканите делуваат и на снижување севкупно на нивото на липидите во организмот. Не е само холестеролот, туку се и триглицеридите. Так. Во голем број од прирачниците за суплементи постојат препарати базирани на бета-глукани, кои што ги делуваат на снижување на покачените вредности и на триглицеридите и на холестеролот. Односно, се ординираат, се даваат како супортивна терапија во терапијата на хиперлипидемиите, кои што се исто така доста чести. Многу од нас чувствуваат хроничен замор. Би помогнале ли бета-глуканите за еден ваков проблем? Во случајот на хроничниот замор, знаете како во тој случај посоодветен избор да биде препарат кој што е од групата на адаптогени. Така. Бета-глуканите ќе дадат едно подобрување на организмот, бидејќи тој хроничен замор може да биде и како резултат на стрес, односно најчесто е резултат на стрес, а организмот кој што е во фаза на стрес па е многу почувствителен кон инфекти. Така да ќе даде ефект, да, ќе даде едно дополнително ниво на енергија, ќе даде една бистрина на мислата. Меѓутоа во случај на замор, хроничен замор, мојот предлог секогаш е препарат од типот на сибирски женшен кој што е неприкосновен во така едно бустирање, односно поттикнување на енергетскиот метаболизам во организмот. Велат дека канцерогените болести се развиваат кога ќе ни падне имунитетот, односно кога има некакво нарушување во имунолошкиот одговор. Генерално хемостазата. Дали бета-глуканите може да се земаат како превенција од некоја ваква болест? Можат и имаат убав ефект, особено во колку туморозните формации се во исклучително рана фаза, односно во колку канцерот е третиран со хемотерапија и после определен период на, како да кажам, чистење на организмот од хемотерапевтикот, се употреби препарат со бета-глукани, конкретно имун комплексот, имаме многу убави искуства кај препарати кои што завршиле со терапија на онколошка клиника, после 2 до 3 недели, една, не знам, кура од отприлика месец до 2, дава едно поттикнување на имуниот систем, но при тоа нема да биде спротивно на имуносупресијата која што ја прави цитостатикот. Сосема различен механизам на дејство е, а при тоа потребно е бустирање на имуниот систем кај ваков тип на пациенти, бидејќи хемотерапевтикот, односно цитостатикот, доведува до буквално снижување на активноста на имуниот систем севкупно. А сепак и тие се луѓе, и тие, нели, излегуваат надвор, се среќаваат со други луѓе, да, дистанца, маска, апсолутно, меѓутоа се исклучително чувствителни на разноразни инфекти. Од тука ми произлегува и следното прашање, дали секој може да зема бета-глукани? Што е со оние кои што имаат автоимуни болести, како што е мултиплекс склероза, лупус, ревматски артритис? Кај нив може да се дава? Исто така бета-глуканите даваат навистина убав ефект, доведуваат до состојба на стабилизирање на автоимуното заболување, односно автоимуните заболувања се карактеризираат со акутна и хронична фаза, односно акутна фаза кога е активно присутен воспалителен процес, каде што има ред интензивни, силни симптоми, особено симптомот на болка, додека хроничната фаза е фаза во која што болеста е присутна, меѓутоа е во фаза на мирување. Бета-глуканите, во случајот на автоимуните заболувања, ќе ја продолжат должината на оваа стабилизирана фаза, односно фаза без болка. Имат ли никакви нус ефекти бета-глуканите? Апсолутно не. Никакви? До сега, барем медицинската литература, нема потврдено
нема опишано никаков несакан ефект. Во каква форма е најдобро да се земаат? Сируп, капсули? Знаете како, формата е дозажната форма, фармацевската дозирана форма е исклучително битна да биде таква да има максимална ресорбција од дигестивниот систем. Поради тоа сирупот, имункомплексот на доктор Волц е, например, најсоодветна опција за тоа што не содржи коригенси на вкус и на мирис, односно како препарат не е оптоварен со дополнителни хемиски соединенија кои што можат да направат некаков друг проблем во организмот. Така да внесен во форма на сируп, течност сепак е сирупот, за многу кратко време постигнува максимална ресорбција во дигестивниот систем, односно постигнува висока концентрација во циркулацијата. Со самото тоа постигнува и висока концентрација онаму каде што треба да делува. Дали ќе биде вирусна инфекција на респираторниот систем, дали ќе биде урогенитален ефект, дали ќе нели, зависно од тоа каде е проблемот во организмот, по пат на привлекување, молекулите на бета-глуканите се упатуваат онаму каде што има проблем. А што содржи тој сируп? Значи, имункомплексот на доктор Волц покрај бета-глуканите и тоа во исклучително висока концентрација од 900 мг во дневна доза ги содржи сите потребни витамини, минерали, содржи ликопен, содржи лутеин, значи содржи буквално цела една лабораторија која што нели сите ние овој период изминативе 2 години некако се хипервитаминизиравме, ако можам така да кажам. Во случајов една дневна доза на имункомплекс ќе ги задоволи сите потреби на организмот на дневна база и за витамини, и за минерали, а при тоа ќе делуваме и имуномодулаторно. Така да, нели, помалку ќе го оптеретиме црниот дроб, Така? Нема да оптеретиме со дополнителен шеќер или со некакви други субстанции кои што можат да направат проблем во организмот, а при тоа ќе ги задоволиме потребите и за витамини, и за минерали, ќе внесеме доволна количина на бета-глукани кои што ќе делуваат имуномодулаторно, односно ќе го активираат имуниот систем на човековиот организм. Предпоставам дека овој период од годината е идеален за имуномодулаторна терапија. Знаете како ова не е терапија всушност, ова е превенција. Превенција, имуномодулаторна нешто што превенција. човекот, значи имункомплексот е сируп кој што човекот сам на себе си помага. Нели, за да не оди на лекар, за да не заврши на инфективна клиника или, не знам, не дај Боже, на респиратор. Имункомплексот допред 2 години некако беше резервиран за периодот од септември до април. На смеја на шала, тоа беше периодот кога децата тргнуваат на училиште, односно кога веќе ќе запролети. Веќе се измести и тоа, односно во текот на целата година го препорачуваме да се пие, нема потреба од некаква пауза да се направи, особено кај луѓе кои што се реконвалесценти, луѓе кои што се прележани со ковид, луѓе кои што се постоперативно, каде што му треба дополнителна поддршка на организмот, за да не настане некаква дополнителна инфекција. Исто така и кај пациенти кои што се на акутна терапија со антибиотици, каде што како сируп имункомплексот содржи пробиотски култури, кои што се и tekako потребни на организмот за стабилизирање кога е под терапија со антибиотици. А кому препорачувате сируп, кому имуномодулатор, конкретно бета-глукани во форма на капсули? Компанијата Доктор Волц е германска компанија. Патентот за имункомплексот е од 1969 година. Долги години постоеше како сируп, од пред 4 години постои во облик на капсули кои што се со бренд име Имунселект. Разликата е помеѓу тоа што, значи, концентрацијата и на бета-глуканите, и на витамините, минералите, на сите останати активни компоненти е идентична. Разликата е во тоа што сирупот не содржи коригенси на мирис и вкус, што би се рекло на вкус не е толку пријатен. Така. И има луѓе кои што едноставно не можат да го поднесат грдо име на вкус. Во тој случај капсулите се најсоодветна замена за сирупот. Дополнително капсулите содржат и кверцетин како антиоксиданс,
кој што нели мора да се додаде заради потенцирање на ефектот на бета-глуканите. Често пати родителите на децата им даваат бета-глукани, па во каква форма е најдобро да ги примаат во детска возраст? Знаете, децата се исклучително посебна категорија на пациенти. Генерално и во медицината за дете се смета од новороденче до 12-та година од животот. Во овој период од животот младиот организам многу тешко останува на навика, например, 3 пати дневно по една капсула или по една кафена лажичка од сирупчето кое што е со вкус на јагода или портокал. После, не знам, 2 до 3 дена, зависно од детето, едноставно го одбива како вкус. Не сака веќе да се... Сирупчето што е со вкус на јагода не му е убаво и детето не сака да го пие. Поради тоа германциве ги спакувале бета-глуканите повторно со витамините, секундарните растителни суровини во облик на прашок. Така да родителот едноставно го раствара прашокот во она што детето сака да го конзумира. Она што детето сака. Нели, детето денеска сака јогурт, утре ќе сака млеко, ќе сака свежо седен сок од портокал и морков или не знам цвекло. Така да прашочето Киндер Имун одлично се раствара во било каква течност. Нема вкус, нема никаков мирис. Ни вкус, ни мирис. Одлично. Единствено нешто што мора родителите да внимаваат, ви спомнав и за сирупот дека содржи пробиотски култури, така и прашокот Киндер Имун. Значи не треба да биде ставен во топло? Да не треба да биде ставен во топло. Топло, нели, е по дефиниција над 80 степени. У суштина треба да е млака течност. И едно често родителско прашање, колку време може да се дава бета-глукан? Неограничено долго. Значи нема потреба од пауза, па потоа повторно се воведе? Знаете како? Додатоците на исхрана се наменети за збогатување на дневниот режим на исхрана. Никој од нас, буквално никој, не се храни комплетно здраво. Никој од нас не внесува точна концентрација на витамини, на минерали, на протеини, на јаглехидрати. Условно кажано, секој од нас треба да суплементира она што му недостасува на организмот. Да, вистина, тоа е во облик на таблета, на сируп, на капсула, меѓутоа се задоволување на дневните потреби. Дали ќе се направи пауза од Киндер Имун или не во текот на летото, многу зависи од исхраната на детето. Родителите треба да внимаваат да во текот на летото конкретно исхраната биде навистина богата со зеленчук и овошје, свежи зеленчук и овошје во сурова форма, термички необработени, така не печени на 200 степени или варени со саати на, не знам, 110 степена. Кога се уништува и распаѓа. Така. Поради тоа таа пауза од Киндер Имун и не ја препорачуваме. А која е најраната возраст кога може да се даде препаратот? Согласно препораките од производителот, најраната возраст е 2-годишна возраст. Меѓутоа сме имали случаи дечиња кои што порано тргнувале во градинка на своја година и пол возраст да почнат со Киндер Имунот како прашок, нели, и да едноставно многу лесно се прилагодат на сите вируси и бактериички кои што постојат во колективите, во градинките, во училишниот двор. Дури се сеќавам сега, скоро една мајка коментираше сипаници се појавиле, нели? Едноставно незиното дете имало само 2 или 3 лезии на кожата, вика, сите, вика, залегнаа болни, вика, со високи температури, со многу лезии по телото, со исклучително чешање, вика, а ние поминавме многу так, од нога. Лесно. Да. Тука ќе пуштиме еден блок реклами, значи време за рекламен блок во терминот на Телма амбуланта. Веднаш потоа продолжуваме со денешната емисија, ќе вклучиме и гледачи во втората половина, а секако ќе има и подароци за нашите гледачи од Eurofarm. Останете на Телма.
продолжува денешната телма амбуланта, зборуваме за зајакнување на имунитетот со помош на бета-глукани, но и пробиотици. Минов Михаил, магистар фармацевт во Еврофарм, е денешниот гостин во телма амбуланта. Од овој момент, почитувани, емисијата ќе биде контактна. Можете да се јавите на телефонскиот број 3076 677 да поставите прашање на темата на која што зборуваме, а секако за вас има и подароци. Да, Еврофарм нели постои за да се грижи за здравието на сите. Секогаш кога сме гости во амбулантата на Телма, предпочитаме и да ги наградиме гледачите, односно гледачите на Телма амбуланта со по некој витамин, односно по нешто од Еврофарм. Да продолжиме со пробиотици. Дали пробиотиците треба да ги земаме и кога сме здрави, односно кога немаме проблем со диареја? Бидејќи првата асоциација за пробиотик е проблем диареја, со гастроинтестиналниот тракт. Со гастроинтестиналниот тракт и некако редовно кога и да имаме мачнина, нели, со системот за дигестија, само тогаш посегнуваме по пробиотици. Некогаш и некој велат немој да земеш пробиотик ако си здрав, бидејќи ќе имаш поинаков проблем, потоа нема да можеш да она друга излезеш. крајност на запек, односно Так. констипација. Знаете како? Истражувањата од пред 2 или 3 години објавени на New England Journal of Medicine беа дека фактички во дигестивниот систем се секретираат преку 80% од имуните клетки на организмот. Односно, во дигестивниот систем, во гастроинтестиналниот тракт, во цревата, има таков сплет од клетки и од циркулаторни садови, кои што овозможуваат максимална поддршка на имуниот систем. Зошто е тоа така? Затоа што буквално све внесуваме преку храна. Да, внесуваме и макронутриенти, протеини, јаглехидрати и масти, внесуваме микронутриенти, но внесуваме и прашина, внесуваме кал, внесуваме, нели, колку и да миеме, не можеме да измиеме све. Внесуваме пестициди од, нели, овошјата и зеленчукот што се прскаат, внесуваме и инфективни организми. Сето тоа гастроинтестиналниот тракт треба да процени, да направи една убава проценка, контрола, што треба да се ресорбира, а што треба буквално да се исфрли од организмот во форма во која што е внесено. Токму поради тоа, односно тој финалниот ефект на овие клетки кои што се наоѓаат долж цревата во организмот. Пробиотиците, односно оние добрите млечно-киселински бактерии, се потребни, се, како да кажам, благопријатни за организмот во текот на целата година. Без оглед дали човекот пати моментално од диареја, дали пати од хронични состојби кои што се на дигестивниот систем кои што се пропратени со, како да кажам, помека столица, односно со диареја, или едноставно му треба поддршка на имуниот систем. Пробиотските култури, најновите истражувања велат дека аплицирани локално делуваат одлично во случајот на атопичниот дерматит и на екземата, бидејќи влегуваат во каскадата на имуни реакции кои што ќе го смират, ќе смират акутната или фазата на екземата кога е разбуркана и кога има голема реакција на кожата. Истото се случува и со астмата. Екземата и астмата имаат ист корен. Поврзани се. Да. Обично децата кои што имаат проблем со атописки дерматитис велат дека постои шанса во животот да развијат астма. Особено во пубертетот. И тогаш е прескретница. Имаме гледач на линија, да го вклучиме, а потоа ќе продолжиме со предвидениот концепт за денеска. Добар ден. Ало, добар ден. Кој се јавува? Се јавува една ваша редовна гледачка. Така. Прво да ве поздравам, емисиите ви се прекрасни и вие како ги водите овие емисии, секојдневно ги гледам. Поздрав и до гостинот и сакам да прашам, кажуваше сега за пробиотиците за гастроинтестиналниот тракт, за имунитет. Кои пробиотици за повозрасни луѓе може да помогнат во тврда столица, нередовна столица, ако може тоа нешто да ни каже?
Така. Дали само оставивте ваши податоци во режија? Да. Значи ќе поминете во телевизија Телма за да си го подигнете подарокот. Секој работен ден ќе видите секој изненадување ќе види секој работен ден помеѓу 11 часот и 15. И ви благодарам многу. Повелете. Кај повозрастните луѓе, во медицината повозрастни луѓе се луѓе кои што се над 65-та, 70-та година од животот. Генерално моториката на организмот е некако успорена, вклучително и на дигестивниот систем. Мој предлог до гледачката, односно до човекот кој што го има овој проблем, е да внесува храна која што е побогата со влакна, кои што се од групата на јаглехидрати, меѓутоа кои што не се шеќери, да внесува малце повеќе течности и во однос на пробиотиците. Пробиотици, јас би препорачал кај овој пациент да бидат во облик на прашок. Германската компанија Доктор Волц произведува пробиотик кој што се вика Darmflora Plus, буквално преведено од германски е цревна флора. Буквално идентичен состав како оној кој што секој од нас го носиме во цревата. На најсоодветен начин, буквално надоместување на она што ни недостасува во организмот. Во облик на прашок може да се примеша повторно кон било каква течност, само да не е врела. Еднаш дневно е сосема доволно да се дозира дармфлората. Верувам дека за 5 до 7 дена ќе дојде до нормализирање и на дигестијата, меѓутоа и на празнењето на цревото. Исто така препорачуваат бебињата кои што се родени со царски рез или пак оние кои што не цицаат, туку се хранат со адаптирана формула од најмала возраст да примаат пробиотик, бидејќи тоа е важно за имунитетот. Сега која е корелацијата помеѓу пробиотските бактерии и нашиот имунитет? Знаете како, бебињата кои што се родени со царски рез малку поинаку доаѓаат на овој свет, споредено со оние кои што доаѓаат со природен пороѓај. Малку поинаку го почнуваат животот и апсолутно дека треба малку повеќе нега кај такво новородено во првите, не знам, месец, 2-3, зависно нели од самото дете. Пробиотиците генерално се препорачуваат кај сите новородени, без оглед дали се го почнале животот со царски рез или со природно породување. Зошто? Пробиотските култури нормално го населуваат дигестивниот систем, односно тенките, дебелото црево, како кај возрастните, така и кај децата. Кога доаѓа на свет бебето, му треба време за да се насели цревото со тие млечно-киселински бактерии. Колку време треба? Многу е зависно, индивидуално. Зависи од дете до дете. Меѓутоа, општото размислување дека колку е пократко тоа време на населување со млечно-киселински бактерии, толку е подобро за детето и од имунолошки аспект, на синтеза на овие имунокомпетентни клетки, меѓутоа и од аспект на добра, правилна дигестија на млекото кое што го внесува, без оглед дали е мајчиното или адаптираната формула. Мајчиното млеко апсолутно, меѓутоа има ситуации кога едноставно родилката нема млеко. Тогаш адаптираната формула е неопходна. Мајчиното млеко од друга страна е исклучително богато и со имуноглобулини. Богато е со ред супстанции кои што ги нема во адаптираната формула, ради кое што треба да се збогати исхраната, да не биде само на адаптирана формула. Повторно, дармфлората на доктор Волц е одличен избор и кај новородените. Да, на врв на нош ја дозираме, ја примешуваме кон млекото, без оглед дали е измолзено млеко од мајката или доза адаптирано млеко, меѓутоа ќе се постигне за многу кратко време, убаво и правилно населување на дигестивниот тракт на цревата со млечно-киселински бактерии и тоа оние кои што треба да бидат присутни во организмот и од друга страна за волја на вистината оној период на грчеви ќе биде многу пократок. Фактички грчевите се случуваат во периодот кога детето
кога се населува цревото со млечно-киселинските бактерии, кога тие започнуваат да продуцираат, да функционираат и се продуцираат гасови. Новороденото е у суштина исплашено, не знае што му се случува на бебето, се додека не се ослободи од тие гасови. Плаче, нели, кенка, нервозно е. Родителите по цела ноќ не спијат, така, обично навечер се бара начин како тоа да се премости за најбезболно, нели, на смена спијат мајката со таткото. Меѓутоа, употребата на дармфлората кај новородените, години назад дава прекрасни ефекти. Децата здрави, родителите наспани, среќни. Се на се навистина добар препарат и за новородени, не само за возрастни пациенти, не само за диареја, туку и за помогнување на организмот да го започне животот на правилен и добар начин. Имам уште еден гледач, да му дадеме можност да се вклучи во денешната Телма амбуланта. Добар ден. Добар ден. Иве уште една можност да се вклучи. Си исклучил? Добро. Во ред. Тогаш ќе продолжиме со разговорот. Има различни видови на пробиотски бактерии. На пазарот се нудат на вистина многу опции. Кои се најдобри за подобрување на имунитетот? Кои бактерии треба да ги содржи препаратот за ние да имаме подобар имунолошки одговор? Марија, моето искуство од она што го работаме веќе 17 години е дека препаратите кои што првенствено се базирани на лактобацили, односно на млечно-киселински бактерии од родовите на лактобацилус и кои што дополнително содржат дали витамини од групата на Б комплексот, дали ќе содржат сахаромицез, тој друг тип на млечно-киселинска бактерија, односно габичка е многу различен. Првенствено, дозажната форма треба да биде она која што ќе овозможи на организмот правилно и точно дозирање во конкретен временски период. Постојат луѓе каде што јас секогаш го препорачувам прашокот, бидејќи не оптоваруваме со мирис и вкус. Так. Нити па со форма на сируп која што е исклучително богата со шеќери. Прашокот се примешува кон она што човекот сака да го испие, се постигнува максималната концентрација, се постигнува максималниот ефект. Постојат препарати во облик на капки, препарати во облик на бомбони за лижење, се тоа зависно од човекот. Така. Имаме гледач. Се надевам дека овој пат ќе го вклучиме успешно. Добар ден. Добар ден. Повелете, кој се јавува? На телефон Елена. Поздрав до вас, Марија, и до представникот од Еврофарм. Ви благодарам, Елена. Дали имате некое конкретно прашање? Да, сакам да прашам што препорачуваат од суплементи за лица на возраст над 65 години и со автоимуни заболувања. Ви благодарам за вклучување во програма. Верувам дека оставивте ваши податоци во режија со документ за лична идентификација. Секој работен ден помеѓу 11 и 15 часот ве очекуваме во просториите на телевизија Телма. Повелете, Михаил. Автоимуните заболувања се, како да кажам, една од најголемата енигма во медицината до ден денешен. Многу пати причината не се знае, односно се смета дека е генетска, меѓутоа што е тригерот, што е она што потикнува кај некои луѓе да се пројави, односно да не се пројави, конкретното автоимуно заболување се уште е познат прашалник. Самиот циклус на автоимуните заболувања се карактеризира со една стабилна фаза и една фаза на, ние велиме тоа екзацербирање, односно хронична, смирена фаза и акутна, односно вознемирена фаза. Фаза во која што имаме интензивни болки, во која што има процес на воспаление, во која што зависно од тоа што е автоимуното заболување, може да бидат и излачување на одредени секрети, нели, за различни автоимуните заболувања. Во принцип, акутните фази се третираат со
сложени лекарства од синтетска хемиска природа, кои што вклучуваат меѓу другите и кортикостероиди, кои што понатака во организмот ќе направат, ќе пројават, можно е да пројават и голем број на несакани ефекти. Јас како фармацевт можам да препорачам за пациенти кои што се со автоимуни заболувања, а се во хронична, оваа смирена фаза. Во овој период од годината сирупот имун комплекс е најсоодветна имуна поддршка. Апсолутно, кај автоимуните заболувања дека треба да се даде и пробиотик. Пробиотиците повторно, на свој начин, ќе доведат до смирување на, ајде да кажем, она акутна фаза на автоимуните заболувања. Меѓутоа, треба навистина добро да е избалансирана исхраната, без оглед какво е автоимуното заболување, и треба навистина добро да се направи проценка што и кои суплементи ќе бидат дадени кај конкретниот човек. Кога зборуваме за пробиотиците, колку време може да се примаат? Бидејќи еве за витамините разбравме дека не треба да претаруваме, има одредени дози кои што треба да се земат, се што е над таа некоја препишана доза може да биде штетно. Што е со пробиотиците? Витамините во овие 2 години пројавија и голем број на токсични ефекти. Предозирањето со витаминот Д документирани се и појави на нефротоксичност, односно на трајни нарушувања на бубрезите, кај луѓе кои што земаа по 5, 6, 7 000 интернационални единици како дневна доза од Д витаминот. Па и формирање на камчиња. Апсолутно, сето тоа ќе повлече една каскада на реакции кои што финално ќе доведе до токсичен ефект од витаминот. Так. Условно на блага фаза е хипервитаминоза, меѓутоа напредната фаза е веќе токсичност. Со пробиотиците нема таков ефект, односно не е документирано предозирање со пробиотици, не е документирано ниту времетраењето на терапијата, месец, 2, 3, 6, година дена. Едноставно, со пробиотиците нема несакан ефект. Не влијаат на зголемување на апетитот, што многу од луѓето обавезно прашуваат во аптека. Дали ќе ми отвори апетит? Да, тоа е една фама за витамините од Б комплексот. Дали ќе ми отворат апетит, не сакам комбинации од Б витамини. Напротив, тие не делуваат на зголемување на апетитот. Него, условно кажано, со витамините, односно ефектот за зголемување на апетит е дека во даден временски период, 2, 3, 4 недели, кога се прима, се суплементира со витаминот, се задоволуваат потребите на организмот. Во моментот кога ќе се престане, на организмот му треба таа дневна доза од витаминот. А организмот точно знае што да посака да прими во себе, дали ќе биде тоа препарат базиран на житарици, дали ќе биде тоа препарат базиран на зелен зеленчук, на коренест зеленчук, едноставно, нели, и самите ние си кажуваме, ми се јаде нешто кисело, ми се јаде нешто... Организмот ми кажува. Да, самиот организам кажува што му треба. Во случајот на пробиотиците, едноставно се безбедни, и при предозирање, ако се заборави дека изумив утрово дали да земам дармфлора, па ќе земам уште еднаш вечерта, или дали ќе бидат 6 месеци или година дена. Значи нема никаков проблем. Нема никаков проблем. А што е со бета-глуканите? Може ли да се предозираме? Со бета-глуканите не е детектирано, меѓутоа препорачено е да биде дневната доза 900 мг. Може да се оди до дупло, до 1800 во случај на тешки респираторни инфекции, односно реконвалесценти после респираторни инфекции, меѓутоа не повеќе од тоа. Так. Превентивната доза е 900 мг. А кога земаме превентивно пробиотик, дали е важно да го комбинираме и со пребиотик? Секако. Секако, знаете како бактериите, вклучително и млечно-киселинските бактерии, се живи организми. На нив им треба храна. Дека во нашите црева, во желудникот има храна, апсолутно, и тоа држи вода. Меѓутоа, дека бактериите си бараат свој пребиотик, односно своја храна, инулин, конкретно како субстанца, е најсоодветен пребиотик за пробиотските култури.
например, ред бактерии бараат како храна сосема поинаков тип на супстрати. Конкретно патогените бактерии. Так. Во случајот на млечно-киселинските бактерии, инулинот е како најсоодветен пребиотик. Комбинацијата пробиотик и пребиотик ја означуваме стручно како синбиотик. Так, и на сето ова претпоставам дека исклучително е важен и начинот на нашата исхрана, дека треба се храниме здраво. Не е доволно само да се земе пробиотик или бета-глукан и бета-глукани дочекуваме дека ќе сме завршиле работа. И да јадеме сарми, буреци, хамбургери, особено чипсови, пици, смоки, чоколади. Еве сега доаѓа нова година. Доаѓа нова, значи веќе сме во фазата од годината кога се прејадуваме. Ги отвараме. Да. Јас се смеам, велам цело време од 18, односно од Свети Никола до Водици е периодот на прејадување, особено со нездрава храна. Киселата зелка е апсолутно здрава. Тоа е исклучок. Меѓутоа... Но начинот на кој што се подготвува... Да. Готвењето и особено кога ќе се додадат премногу масти при процесот на подготовка на храната. Но и таа треба да биде природно ферментирана. Ретко кој користи таква. Обично зимаме од продавница спакувана, која што е закиселена на вештачки начин. Темпото на живот ни е такво... Едноставно не можеме, нели... Тоа се све фактори кои што спаѓаат во групата на стресогени фактори, кои што, нели, за да си олесниме самите на себе, наједноставно е да се купи готово, спакувано, да се подгрее само дома, така? Споредено со оној процес на подготовка или, дај Боже, домашно да си ги узгајаме растенијата, односно зеленчуците и овоштијата, да бидат непрскани, без пестициди, без хербициди, меѓутоа тоа денеска е просто невозможно. Така, значи здрав начин на живот, здрава исхрана и сетото поттикнато со соодветни имуностимулатори е рецептот за здрав живот. А во случај кога немаме здрава храна и здрав начин на живот, суплементите се тука да ни помогнат колку толку да ја одржиме таа рамнотежа, односно тој баланс на организмот за да останеме, да бидеме и да останеме здрави. Ви благодарам за вашето гостување денеска во Телма амбуланта, како и секогаш многу исцрпно објаснување, појаснување на темата на која што говориме. Марија, благодарам до вас, ви посакувам се најубаво во новата година, имајте весели празници, исто и на гледачите, се најубаво, а Eurofarm ќе остане и наредната година, бидејќи логото наше, ние постоиме за да се грижиме за вашето здравје. Благодарам. Така. Ке се дружиме секако и во новата година. Ви посакувам и вам се најубаво. Почитувани, се гледаме секој работен ден на телевизија Телма во 12:45. Ова беше се во денешното издание. Останете во добро здравје. Пријатно.